Стефан, ти благодарам што ја прифати поканата на Телеграф да бидеш наш гостин. Најпрво би започнала за она последно што го имаш реализирано. Улогата на Порција во Венецијанскиот трговец во режија на Наташа Поплавска, едно прекрасно Шекспирово дело. Како што беше и веќе познато и најавено, на кастингот се пријавиле повеќе од 70 актери. Како стигна ти до таа улога, знаеш ли дека ќе играш Порција, како беше тој процес? Не, уопште не очекував и немав ни во план дури ни да се пријавам на самиот кастинг, некако имав некои обврски од тоа време и не бев сигурен дали уопште ќе. И случајно еден ден со точек поминував од таму и се сретнав со Наташа. И си реков, ајде нешто, мислам, која е процедурава за пријавување, дали е окей сега, пошто бев малце покасно дојден и датумски и вака временски и ми кажа, добро, окей, може, ќе ти треба ова, тоа да направиш, може утре, например, може утре, и така отидов утре. И така, прочитав еден текст, супер, ќе ти се јавиме, ако треба. Ми се јавија и имавме после втор круг. Првиот круг беше поединечни луѓе, вајда со малце текст да прочитаат. Втор круг беше групна, некаква групен кастинг, каде што правевме некои групни сцени, сцени со парови, етидни, музички сцени, такви работи. И имаше после тоа уште еден ден групен и после некое време ни се јави поединечно на тие што требаше што учествуваме во процесот. Како го подготвуваше ликот на Порција? Толкова жена, одлично ја донесе на сцена, дури на момент гледачи да се запраша дали навистина дали маж ја игра Порција. Да, па не знам, мене секогаш ми било интригантна таа природа, така женска природа, како да се долови таа природа, да не биде нели суопарна, да не биде во некој шаблон представена, и пошто истовремено тоа би било и автоматско исмејување на исто тоа, мислам зборам сега вака за игра. Да, и публиката ќе го препознае. Па да, ќе го препозна и ќе биде многу еднодимензионално. Како тоа да се долови и решив да црпам од сегде кај што можам материјал, како што по дома, од девојка ми, например, од било кој со кој што разговарав, истовремено цело време ги слушав Наташа и целата женска екипа на сцена и позади сцена во процесот, како што е Ирена Лозинска, кореографот, Маја Митич што дојде од Србија. Така слушував се, пробав да секоја индикација да применам. И па не знам, мислам дека тоа е тоа. Да. Едноставно сакав да биде по-широко, по-богато, и не како што можда до сега сме виделе нешто. Ја немам видено некој така женски лик. Мислам, не можам да се видам ја себе, ама мислам дека тој принцип не е толку, како се вика тоа, употребуван за креирање на еден женски лик од страна на машки актер. Ќе те навратам малку пред година и нешто. Играше во Мајсторот и Маргарита, се уште е, мислам, на репертоарот на МНТ. Го толкуваше Јешуа Ноцри. Уште тогаш се зборуваше и беше познато дека многу долг период се подготвуваше представата и дека буквално со режисерот Иван Поповски лист по лист се разгледувало делото на Булгаков и дека на тој принцип се создавала представата. Твое искуство од сето тоа? Мене ми беше многу така тремажливо искуството, пошто во самата представа играат многу големи глумци, ако не и најголемите во Македонија. И јас се најдов некако како
единствен млад гостин кој што треба да игра по-значајна улога. Да. Така да и во еден таков контекст. Преку кастинг влегов во таа представа, така бевме неколку луѓе, затворен кастинг, читавме сцена, имавме партнер, ми беше Јордан Симонов и така. И во самиот процес траеше поради разни причини, дали технички причини, дали не знам, имаш исто така со текстот разни претумбации, така и Иван Поповски доста така перфекционистички се постави на целото и претпоставувам не ќеше ништо да му измакне од контрола и сакаше се како што он има замислено да го представи. Мислам дека тоа малце ги различи работите, а истовремено има тука и глумци кои што имаат своји ангажмани, нели? И претпоставувам и тоа е една од причините за зашто така се разложи. Иначе искуството беше многу фино, многу значајно за мене и научив многу работи од тоа. Так. Сметаш дека може би таа работа на таа представа ти е некаква одскочна даска или се уште ја немаш добиено таа позначајна улога? Па ја мислам дека оваа моментално улога во Венецијанскиот трговец, мислам дека ми е најголема одскочна даска. Така според обемот на улогата, според атрактивноста, според така импактноста незина и работата која што ја и на начинот на кој што ја работев улогата, така малце по-штреберски, до сега не сум работел така, па после си го искористив тоа што секогаш сум знаел да си го протнам во ликовите кои што ги. Мислам дека Мајстор Маргарита беше на некој начин одскочна даска, да. Само мислам дека ова сепак е поголема одскочна даска, ако може така да се каже. Да. Дел си од така наречена театарска лабораторија, театарот на навигаторот Цветко, но и други независни театарски проекти. Од твое лично искуство на каква е ситуацијата со независните театарски сцени и алтернативните сцени? Па моментално јас мислам дека не е на некое завидно ниво ситуацијата. А ние работевме едно време со театар навигаторот Цветко, направивме 3 представи. Вкупно мислам дека 4 у кои што ја не учествував. Четвртата беше копродукција со Прилепски театар, така нешто, мислам дека. Фина фаза имавме заедно, направивме за кратко време 3 представи кои што фино беа прифатени, поготово првата која што беше вака една достигнено ниво на популарност, Солунград на духови на Унковски. И така се тоа фино идеше и по некое време, како да кажем, тоа така вајда некоја судбина е за независен театар, малце да стане попасивен у својата динамика и едноставно од разни причини. Мислам, кој го финансира тоа, како се рекламира тоа, многу е битна и рекламата за кои се медиумите за тоа да го прикажат и така тоа се едни од причините поради од кои што може еден така независен театар или независна трупа или независен некаков чекор во театарот да подзастане. И сега сме во една ситуација, мислам дека генерално тука, кај што нема некаков посебен, како да кажам, голем чекор, големо. Сега е во некој мирување. Дали од некакви екстериерни причини, али се надевам дека во скоро време ќе почне пак нешто да се работи на тоа поле, пошто видов има уште некоја представа така што тоа е добро кога се игра подолго некоја представа која што независна и тоа значи дека публиката ја сака, се купуваат карти, тоа и штом трае значи нешто е стварно окей. Да. И се надевам дека ќе има повеќе такви представи. Полека, но сигурно не наметливо, иако официјално се уште не си вработен нели во ниту една театарска куќа кај нас, ја трасираш театарската кариера. Но што е со филмот? Имаш некакви најави, желби? Имам големи желби.
ама немам некоја, може би некоја среќа посебна, не знам што значи тоа, ама неколку пати сум бил по кастинзи, сум заигрувал во помали филмови. Кратки филмови, да. Неколку пати имав, поготово еднаш имав малце не фина комуникација со еден продуцент за еден филм кој што требаше да се случи, кој што јас требаше да играм така поголема улога. Така некои внатрешни, побанални работи знаат да влијаат на нешто за кое што сме тука. Иначе имам голема желба и се надевам дека нешто во скоро време ќе се случи. Така. Од нешто поодамна, од пред некоја година, да те навратам, се појави во спотот на музичкиот бенд СИС на Игор Димитриевиќ, твој колега. Ивица, се извинувам. Спотот оди од почеток до крај со играње. Да. Има некоја посебна кореографија што ја вежбавте со колешката Наталија Теодосиева или? Не, немаше ништо, само се јави Ивица така, ајде да ми играте у спотот, ајде, како ќе биде тоа, па така ќе бидете лоцирани во една позиција која што ќе играте еден спрема друг, што сакате правите, следете и да речеме тензичноста на песната и ќе снимаме такво one shot нешто и ќе видиме што ќе испадне. И така почнавме нешто, ајде вака. Имаше, мислам дека некаков старт договорен. Прво седите, нешто гледате, разлистувате, пиете кафе и после пополека ќе станете, кога ќе се зажустри ритамот, ќе станете и ќе почнете се да правите што ќе ви текне. И така беше. Не знам што правев, не се сеќавам, ама така. Пробав да се вклопам некако у целото и беа задоволни луѓето, така. Да, беше, одличен спот. Така како некаков како едно хитче искочи, така. Да. Речи си 2 месеци излезе и годишната програма на Министерство за култура, каде што видовме кои театарски проекти се одобрени, што ќе се работи ова престојнава година. И влегуваш ли ти во некој од тие проекти, представи и нешто што сега спремаш? Ја требаше да бидам во еден проект и претходно за тоа се договаравме, ама не влезе. Не е одобрен. Не е одобрен проектот. Сега не знам кој, усари знам, видов кој ќе работи од прилика, не се многу зачудив кои проекти се прифатени, така не ме изненадуваат многу работите. Сега се надевам, има некои исклучоци внатре у целото тоа и се надевам дека со некои од исклучоците, а може би со некои што не се исклучоци би работел нешто. А немаме нешто претходно, не знам дали уопште би учествувал ова годишна програма негде. Ама се надевам дека нешто ќе се случи, мислам дека би било, па не знам, ајде да речеме така логично, нешто така да биде. Да. Ти благодарам за гостувањето. Фала, исто.